Па мислам дека едно од клучните работи е што рековме дека и се сложивме дека воздухот е загаден. Значи не бегаме од тоа и навистина јас сметам дека тоа е еден од најголемите предизвици што предстои не само пред Министерството за живот на средата, туку пред цела влада. Тоа е еден проблем кој што изискува и побарува интегриран пристап. И во овој момент тоа е нашиот генерален пристап, зборувам од едно општо ниво, политичко ниво. Инаку од оперативно ниво го подигнавме нивото на интерресорската работна група која што се грижи или за дефинирање на некои мерки, за да избегнеме дилеми и за да не живееме во илузија дека чист воздухот ги намаливме и деновите на алармирање и на информирање и праговите, бидејќи порано беа многу повисоки и повеќе денови. Сега ги скративме во некои европски рамки како што се прават, се со цел да не се криеме од тоа дека воздухот за жал во Скопје и во другите градови е загаден. Поделивме некои задачи, за жал некои се завршија, некои не се завршија. И тука некои институции потврли и тоа треба да бидеме искрени да си го признаеме. Например? Затоа што доцни процесот на категоризацијата на возилата, не сите општини го исполни врската да на Советот донесат план за справување со воздухот, со амбиенталниот воздух, согласно закон, секаде каде што има мерни станици, тие тоа мора да го направат. Ние вклучивме две нови мерни станици, фиксни во Гостивар во Струмица, една мобилна во Бутел. Успеавме со Обединетите нации, Агенцијата за атомска енергија, да подпишеме еден проект во кој што некои делови ваги од лабораторијата што беа расипани, не работеа, да набавиме нови за да може поквалитетно да ги мериме податоците. Заедно во координација со градот Скопје презедовме повеќе мерки од аспект на справување со отпадот, со пластиката, посебно како еден од главните дополнителни загадувачи во Скопје, каде што е дрвото, тука немаме дилема, 5 анализи различни го кажуваат изворот. Мораме заедно се обидуваме и со БЕК, има неколку предлози други кои што постојат. Очекував полесно да ни поминат некои предлози, за жал предлогот од 18 на 5 да се намали ДДВ-то за топлинската енергија, закон кој што го донесе на пример Романија и нуди ефект, бидејќи податоците кажуваат дека за 11% би се зголемило потрошувачката и користењето на тоа. Некако поспоро ни оди законот за забрана на користење на јаглен како извор на топлина, и тоа за жал малце и со целиот овој однос политички на функционирањето на собранието. Не сакам да барам алиби, мислам да не бидам погрешно сватен. Воздухот е загаден и треба да работиме да се справиме со тоа. Во PM10 частичките и во PM2,5 частичките 91% учествува загревањето од дрво. Тоа го кажуваат сите анализи. За жал, 24% од граѓаните во Скопскиот агломерацијски регион се греат на парно, 42 се греат на дрва. Налет што се греат на дрва, за жал, бидејќи се купуваат влажни за да бидат повеќе тешки, тие што ги продаваат, за да ја зголемат калоричната моќ, додаваат пластика, искористено масло и така натаму, што е најштетно за нив дома, за нивните домашни, не за околината дополнително. И затоа мораме да работиме на тоа. Она што мораме да го направиме. Има регион каде што во центар, во Карпош, во урбаните делови, во аеродром, мора да има обврска да се приклучи човекот на топлотниот систем. Се разбира да се најде баланс со цените и секако тоа да се со некои подршки таму каде што имаме ранливи семејства. Во места каде што нема топлотна инфраструктура, вие е прескапо да го носите, например, гасот. Но податоците, и заедно направивме анализа со БЕК, вие можете со инвертори во едно семејство за поевтино, еколошки поздраво тоа да го направите. Што сакам да кажам? Цената на загревање на 1 мегават час преку дрва со неефикасен енергетски, ефикасен зид и така натаму е 45 евра по мегават час.
Топлотната инфраструктура во Скопје нуди 33 мегават евра по мегават час. Поевтино е грејењето, мораме заеднички тоа да го работиме. Таа некоја слика што има некоја представа за топлинските оператори или за други извори, мораме заеднички да ја справиме и тие 52.000 семејства индивидуални објекти кои што се да влеземе со еден проект со инвертори таму каде што не можеме тоа да го направиме, не можете топлински инфраструктура, зашто да го направите со по 2 инвертори за 40 квадрати би покриле некаде од прилика за можеби 47 милиона евра некоја сума која што на некој може да му се чини многу, но тоа е 1/3 од она што не чини загадувањето годишно и тоа е апсолутно ги забораваме загадувањето од тој тип. Годишно ние трошиме овие во Скопскиот агломерацијски регион 400.000 кубни метри дрва. И нас ни треба една масовна акција во која што се два дела, затоплувањето и транспортот како втори извор. За разлика од другите европски земји каде што е транспортот на прво место, кај нас е затоплувањето од домашните извори, особено дрвата, реков. Транспортот е второ, има влијание. Во Скопје секој дневно доаѓаат во просек околу 18.000 возила од исток, 20.000 возила од запад. Во центарот на градот помеѓу 11 и 13 часот има околу 40.000 возила, за жал со по еден внатре. Мораме да сватиме дека за животната средина да се работи не може популистички. Мораме како држава, тоа е една моја мисија која што гледам треба да ја направиме, да направиме еден баланс помеѓу економскиот развој и заштитата на животна средина. За жал тоа го немаме. Ние мораме да влеземе цела држава во тој процес. Која е вашата проекција? За колку години може да се почувствува некаква суштинска промена околу загадувањето? Па ние можеме тоа да го направиме за година дена, ако тоа го направиме масовно, интегрирано заедно. Владата, бизнес секторот, граѓанските организации. Мислам дека сите заедно, ако влезиме во овој процес, тоа може да се направи во година дена. Вие за 52.000 куќи можете веднаш да ги набавите ако се 2 и 3 инвертори по еден човек. Тоа ни треба проекција, дали тоа ќе биде кредит, заем, дали банките кои што започнуваат и тоа да го направат се разбира со ниска камата.